Денеска свечено беше означен проектот на реализацијата на замена на дел од главниот потисен цевковод во должина од 1300 метри, кој што е финансиран од КФВ банката и се наоѓа на патот Оризари-Привачево. Овој проект чини 350.000 евра и се очекува целосно да биде реализиран до средината на април оваа година, односно до почетокот на сеидбата на Оризот. Сведоци сме денес на почетокот од изведбата на еден од најсуштинските и највредните проекти финансирани од заемот од КФВ банката во должина од километар и 300, при што ја постигнуваме должината од 1/4 од вкупниот потисен цевковод кој води од системот на бунари во Градовски орман до фабриката за вода. Изведбата се одвива во исклучително тешки услови, благодарение на искуството на изведувачите и опременоста од нивна страна, благодарение на изборот на квалитетни материјали, сметаме дека ќе одговориме на роковите зацртани во динамичкиот проект и на задачите кои не очекуваат за завршување на еден од проектите финансирани од КФВ банката. Представува посебна чест во вакви услови да се гледа напредокот, а квалитетот, заштитите кои ќе дојдат, стабилноста на системот за водоснабдување, најверојатно ќе бидеме сведоци и ние сами, а и многу генерации после нас. Прв почетен ден, иако пред тоа ние имаме неколку цеви веќе, докај се опремаме, докај видиме кој потребна механизација е потребна, докај се пробијат патовите по ова мучуриште за дотор на цевки и на останатиот материјал, работевме значи назад неколку дена, околу 10 дена. Денес во присуство на градоначалникот на град Кочани, во присуство на директорите од Водовод и на сите вработени во Водовод стручни служби, сакаат да видат на лице место како ќе се одвиват, каква е трасата, како ќе помине, бидејќи ова е вистина еден многу тежок проект кој се одвива прво во неповолни временски услови, како ево уште не завршена зима, во уризовите полиња нема кај што нема кал и летно време за овој период е такво, ама за среќен мислимо и најдовме решение, тоа што го направивме е добро, материјалите се европски квалитет, други не може да ставиш кога се финансира од Светска банка, надзорите си ја вршат својата работа квалитетно. Инаку, на овој потек во текот на годината се вршило 10 до 15 интервенции, поради тоа што е оштетен цевководот. Сепак, оваа замена очекуваат да биде долгорочна и нема да има проблеми во испораката на вода од изворите кај Градовци до филтер станицата во Кочани.